Така, како што интелигенцијата ќе продолжи да расне во Кина и да опаѓа во Европа и Соединетите Американски држави, Кина е во најповолна позиција да избие како светската суперсила во втората половина на 21. век. Животот за интелигентниот човек во Македонија наликува на искуството на единствениот трезен човек во мејана полна со пијаници пред фајрон. Навидум сите го зборуваат истиот јазик, но никој со никого не се разбира. Во глава ми се врти интелигенцијата на нациите на Ричард Лин и Дейвид Бекер, која до известна мера ми ги образложува искуствата со повеќето македонци со кои сум стапил во контакт низ мојот живот. Според оваа студија, националниот коефициент на интелигенција на македонската нација во 2018 година бил 82, каде што вредноста на просечниот коефициент на интелигенција се смета за 100. Ова означува пад за 9 бода во однос на 2010 година. Новина е и што за прв пат Македонија фигурира како најниско интелигентна држава во регионот, епитет кој обично го носи соседна Албанија. Во однос на Македонија, заклучоците на студијата се значајни во два погледи. Прво, тие укажуваат на пад на националниот коефициент на интелигенција на државата Република Македонија помеѓу 2010 и 2018 година. И второ, укажуваат на конзистентно пониски резултати за коефициентот на интелигенција на балканските народи во однос на остатокот од Европа, дури и во споредба со генетски сродни народи, како например западните Словени. Во глобална смисла, заклучоците на студијата во разумен свет не би требале да предизвикаат контроверзија, бидејќи тие, ползувајќи го научниот метод, ги потврдуваат работите кои се очигледни како што денот е бел. Имено, заклучоците на студијата сугерираат дека економскиот, технолошкиот и општествениот развој на нациите се тесно поврзани со интелигенцијата на поединците кои ги сочинуваат, каде што коефициентот на интелигенција на елитите има значително поголемо влијание врз судбината на нациите, одошто коефициентот на интелигенција на просечните граѓани. Студијата која беше објавена годинава, деновиве беше повод за голема џева на социјалните мрежи, но, како и обично, таа џева остана на ниско интелигентното ниво на дискурс на кое трагично сме навикнати во македонското општество. Она што го забележав е дека никој во Македонија не се занимава со самата студија во интелигенцијата на нациите и нејзините анализи и заклучоци, туку дека сите си даваат своји мислења засновани на површниот резултат кој го дознале од втора или од трета рака. Точно е дека има некои кои ја прифаќаат тезата дека националниот коефициент на Република Македонија е 82. Но тие само се повикуваат на цифрата и даваат некакви си своји мислења, кои покрај тоа што можеби имаат некакви допирни точки со студијата, се чисти претпоставки на лаици, на кои ни на крај памет не им доаѓа да ја проучат студијата и да научат нешто од неа. Другата страна пак, меѓу кои најзастапена е политичката левица, тврди дека тоа е расистичка теорија на дискредитиран расистички фашист, реакционер и неонацист, се мисли на Ричард Лин, водечкиот светски авторитет по прашањето на интелигенција, кој сакал да докаже дека белата раса е врховна. Бидејќи оваа група на луѓе е исклучително ниско интелигентна, тие не можат да разберат дека студијата се занимава со интелигенцијата на нациите, тоест државите и нивните населенија, кои почесто одошто не се од мешан етнички состав.
а не со расите или етничките групи кои ретко кога се изолирани во единствена држава. Нив не ги изфрла од фазон тоа што авторите се повикуваат на студии според кои нациите со највисок коефициент на интелигенција се североисточните азијати. Ниту пак ги предизвикува да помислат пред да крекаат заклучната реченица во студијата која вели: така, како што интелигенцијата ќе продолжи да расне во Кина и да опаѓа во Европа и Соединетите Американски држави, Кина е во најповолна позиција да избие како светската суперсила во втората половина на 21. век. Ниту пак ги изфрла од колосек заклучокот на реакционерните десничарски автори дека можеме да предвидиме од овој резултат дека треба да постои позитивна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и либерализмот. Ово укажува на фактот дека критичарите на студијата се нискоинтелигентни копита кои воопшто не ја разгледале студијата која ја критикуваат. Другото што не ги изфрла од колосек левичарските критичари на студијата е тоа што македонците, како и останатите балкански народи, се белци и делот според нив милата супериорна раса на расистичките автори на студијата. Но ако се авторите расисти кои сакаат да ја докажат врховноста на белата раса, зошто тогаш населението на Македонија и Балканот воопшто, кое е бело, го ставаат во исти кош со населенијата на Југоисточна Азија, Блискиот Исток и Северна Африка? Зарем ова не ја руши тезата за врховноста на белата раса? Зашто мора да нагласиме дека доколку тезата на овие наводни расисти се темели на врховноста на нивната раса, тогаш авторите мора да се држат до тезата дека сите припадници на таа раса се супериорни во однос на сите други раси и конверсно дека припадниците на сите други раси се инфериорни во однос на белата раса, како производ на нивните гени. Доколку известни подгрупи на белата раса се под стандардот кој овие луѓе сакаат да го промовираат, тогаш нивната теза дека супериорноста или инфериорноста на расите потекнува од нивното расно потекло, паѓа во вода. Значи, критиката дека авторите се расисти кои промовираат теорија на белечки супремизам се без основа и без подкрепен аргумент, а луѓето кои ја промовираат оваа критика се нискоинтелигентни шарлатани кои до своите општествени позиции се докрепиле по пат на лигавење и пакосење на интересите на заедницата. Забележав и критика од стилот дека коефициентот на интелигенција се мери на индивидуално, а не на колективно ниво. Тоа е точно. Но нациите се збир на поединците кои ги сочинуваат. А колку што ме држи математиката од второ или од трето оделение, множеството е збир на поедините елементи кои ги сочинуваат. Ако индивидуалните коефициенти на интелигенција на поединците што живеат во една заедница се x, x плюс 1 и x плюс 2, тогаш кумулативниот просечен коефициент за таа заедница не може да биде x плюс 7 или x минус 9, туку мора да биде x плюс 1. Точно е дека разликите помеѓу поединците ќе продолжат да фигурираат внатре во општеството, но она што мора да се забележи е дека заедниците имаат тенденција да се спуштаат на нивото на најнискиот заеднички именител, а не да се креваат на нивото на исклучителните поединци. Тоа е од простата причина што по дефиниција исклучителните поединци посетуваат нешто уникатно кое остатокот од заедницата не може ниту да го концептуализира. Тоа значи дека оние кои одскокнуваат со својата повисока интелигенција, доколку остануваат исклучени од државната елита, во суштина стануваат беззначајни статистички фактори, бидејќи нивниот висок интелект останува неисползен во заедницата во која владее интелектот на најнискиот заеднички именител. Значи, и оваа критика е нерелевантна и таа е направена без да се проучи студијата. Ова не води до заклучок дека ваквите несериозни и штури пристапи кон студијата на Лини Бекер само ја потврдуваат тезата на авторите за нискиот коефициент на интелигенција на македонското население. Ова е загрижувачка појава, која за жал е консистентна со генералниот пристап на македонците кон проблемите со кои се соочуваат и најзначајниот меѓу нив
македонското прашање. Пред да навлеземе подлабоко во дискусијата, сметам дека е полезно првин да направиме две работи. Прво, да истакнеме дека корелацијата не значи каузација. Односно, корелацијата може само да ни каже дека постои врска помеѓу две работи, но таа не може да установи дали едната работа ја предизвикува другата, или доколку едната работа ја предизвикува другата, не може да се каже дали првата ја предизвикува втората и обратно. И второ, да го дефинираме терминот коефициент на интелигенција, како и целта на авторите на студијата, со цел да знаеме што впрочем е дискусијата и кои се нивните појдовни точки и заклучоци. Коефициентот на интелигенција е мерило за способноста на субјектот кој се тестира да решава проблеми. Обично тестовите се состојат во класифицирање на форми и забележување на трендови. Според тоа, можеме да заклучиме дека коефициентот на интелигенција е мерило на применетата интелигенција на еден човек или едно друштво. Клучен показател за коефициентот на интелигенција на една личност е неговата способност да одлага задоволство. Според Википедија, коефициентот на интелигенција е збирниот резултат извлечен од низа стандардизирани тестови наменети да ја оценат човечката интелигенција. Историски, коефициентот на интелигенција се добива по пат на делење на менталната возраст на субјектот, одредена со тест на интелигенција, со хронолошката возраст на субјектот. Резултатот се множи со 100, за да се добие коефициентот на интелигенција. Резултатите од тестовите за интелигенција се проценки на интелигенцијата. За разлика од мерење на далечина или маса, мерењето на конкретна интелигенција на известна личност е невозможна, поради абстрактната природа на концептот за интелигенција. Докажано е дека постои асоциација помеѓу коефициентот на интелигенција и фактори како морбидност и морталитет, општествен статус на родителите и до значителна мера коефициентот на интелигенција на биолошките родители. Резултатите од тестови за мерење на коефициентот на интелигенција се ползуваат за образовно распоредување, одредување на интелектуален хендикеп, оценување на кандидати за вработување и слично. Дури и кога учениците ги подобруваат своите резултати на стандардизирани тестови, тие не секогаш ги подобруваат своите когнитивни способности, како меморија, внимание и брзина. Според Куливец и Ушаков од Руската академија на науките, кој ги цитира интелигенцијата на нациите, постои директна врска помеѓу коефициентот на интелигенција, тоа е способноста за решавањето проблеми, и економскиот развој. Решавањето на проблеми е медијаторот помеѓу човечките компетенции и постигнувања. Производството на производи и услуги е засновано на решавање на проблеми поврзани со дизајнирање, продукција и испорака. Ние предлагаме математички модел заснован на овие претпоставки. Симулацијата ги репродуцира најзначајните својства на студијата на Лин и Венвахен од 2002. Симулацијата е нелинеарен раст на економски постигнувања со раст на националниот коефициент на интелигенција, како изголемување на диспаритетот помеѓу државите. Од тука, предложениот модел може да служи како задоволително образложение за емпирички податоци за поврзаност на националниот коефициент на интелигенција и економските постигнувања на нацијата. Од тука, економскиот развој на една нација може да се ползува како прокси за коефициентот на интелигенција на таа нација. Зборот прокси нема еквивалент во македонскиот јазик, но најсродни термини се замена или застапник. Конечно, Дикерсон заклучува дека зголемувањето на националниот коефициент на интелигенција на една држава резултира во дуплирање на нејзиниот бруто домашен производ. Она што Лин и Бекер се обидуваат да го сторат е дефинирано од друг пар на научници од полето, Хајнер Риндерман и Стив Цеси во 2009 година како следнова. Нов развој во полето на изучувањето на когнитивната способност, следејќи столетие на концептуален и психометрички развој во кој беа испитувани индивидуалните и групни, односно социоекономски, возрастни и етнички разлики, истражувачите го свртеа своето внимание на националните и меѓународните разлики во когнитивна компетенција.
Нивната цел е да ги ползуваат когнитивните разлики за да ги разберат и прогнозираат националните разлики во низа исходи. Општествен развој, стапка на демократизација, здравје на населението, продуктивност, бруто домашен производ и нееднаквост во приходи. На почетокот на второто поглавје, кое се занимава со националните коефициенти на интелигенција на нациите, авторите ни укажуваат дека и покрај методолошките разлики во одредувањето на националните коефициенти на интелигенција во повеќе студии, резултатите на различните истражувања дале слични производи. Па велат: прашањето кое преостанува е следново: кои се факторите кои ги предизвикале овие разлики? Затоа беше спроведена регресивна анализа во која беа вклучени променливите кои би можеле да имаат влијание врз именуваните разлики. Понатаму во ова поглавје се даваат агрегатизирани и коригирани резултати за коефициентите на интелигенција на 128 држави, добиени по пат на различни тестови кои авторите детално ги опишуваат. Поглавието завршува со низа табели, меѓу кои за нас најзначајната, онаа која ги набројува сите држави на светот и нивното ниво на коефициент на интелигенција. Резултатите во студијата Интелигенцијата на нациите се од два вида. Прво, резултати засновани на тестовите кои го мерат коефициентот на интелигенција на субјектите. Коефициентот на интелигенција ја мери способноста на субјектот да решава проблеми. И второ, предпоставка заснована на резултати од етнички сродни народи и корелациите воспоставени во тие држави со известни општествени параметри. Резултатот за Република Македонија во интелигенцијата на нациите е проценка направена по пат на обратен инженеринг, тоест регресивна анализа. Резултатите за Србија, Бугарија и Грција се добиени преку агрегатизирање на резултатите од различни тестови на интелигенција кои се спровеле во тие држави. Резултатот за Македонија е проценет на основа на резултатите од населенијата во соседството, со кои македонското население споделува ДНК и културни карактеристики. Оваа проценка дополнително е направена во согласност со корелациите помеѓу коефициентот на интелигенција и низа општествени карактеристики кои научниците од ова поле ги извлекле од државите за кои што имаат податоци од тестови на интелигенција. Во третото поглавје, авторите се занимаваат со причините, корелатите и последиците на националниот коефициент на интелигенција. Тука се предлагаат низа публикувани студии кои се занимаваат со корелатите на националните коефициенти на интелигенција, при што се доаѓа до заклучок дека овие се генерално конзистентни со асоциациите помеѓу индивидуалци. Исходите на овие анализи се слични на објавата на Лин и Вен Вахен од 2012 година, а можат да се сумираат вака. Во 2012 година објавивме трета студија на националните коефициенти на интелигенција и нивните корелати во нашата книга Интелигенција, обединувачки конструкт за општествените науки. Лин и Вен Вахен 2012. Тука доставивме ревидирани и ажурирани мерки за коефициентот на интелигенција за 161 држава и територија и го проценивме коефициентот на интелигенција на основа на сродни етнички групи и народи од соседството за додатни 41 држава и територија, давајќи ни го коефициентот на интелигенција за сите 202 нации и територии во светот со население од преку 40.000. Најдовме дека националните коефициенти на интелигенција значително содействуваат со бруто домашниот производ по глава во 2003 година со коефициент на корелација од 0,71. Значително повисоко од што нашите две претходни корелации од 0,62 и 0,64, покажувајќи дека националниот коефициент на интелигенција објаснува 50% од варијацијата на националниот приход по глава. Исто така, најдовме дека националните коефициенти на интелигенција значително содействуваат со стапката на писменост кај возрастните 0,64, нееднаквост на приходи според Джини индексот 0,47, стапката на невработеност минус 0,76, истражување и развој
0,67, полова нееднаквост минус 0,86, корупција минус 0,59, задоволство од животот 0,63, религиска верност минус 0,48, очекуван животен век 0,76, неисхранетост минус 0,52, туберкулоза минус 0,57, квалитет на водата 0,62 и квалитет на санитацијата 0,71. Тука авторите ни укажуваат дека економскиот диспаритет е одлика на ниско интелигентните нации. Лин и Ван Вахен ја потврдија противпропорционалната врска меѓу економската нееднаквост и коефициентот на интелигенција и воедно покажаа дека националниот коефициент на интелигенција е негативно корелиран со процентот на национално богатство кој се конзумира од најбогатите 20% од населението како друга мерка на економска нееднаквост. Образложението кое го предлагаат Лин и Ван Вахен е дека поинтелигентните луѓе се способни да основаат економски поеднакви услови одошто помалку интелигентните. Образложението понудено од Мајсберг е дека повеќе или помалку еднаква дистрибуција на приходите води до поголемо задоволство на поголемиот број луѓе. Можеме да очекуваме дека општествата чии што припадници се способни да резонираат на ова ниво, ќе развијат механизми со кои ќе ја ограничат експлоатацијата на послабите од страна на посилните и дека ќе го редистрибутираат богатството од богатите кон сиромавите. Салах Хоџаев и Каназава ја потврдуваат негативната асоциација и предлагаат дека социјалните трансфери од богатите кон сиромавите се основен механизам со кој нациите со висок коефициент на интелигенција постигнуваат помал економски диспаритет. А ова е производ на склоноста на интелигентните поединци да предпочитаат такви трансфери. Моја теза за помалиот економски диспаритет во високоинтелигентните нации е дека во овие држави елитите градат системи на економска слобода која на поголем процент од населението му овозможува да учествува во економијата и како стопанственици и како работници и истовремено, благодарение на технолошкиот развој кој ваквите услови го овозможуваат, ги прават продуктивни и најнеспособните припадници на заедницата, кои во ниско интелигентните нации би биле социјални случаи, питачи или криминалци. Мотивацијата на високоинтелигентните индивидуалци е проста. Раснечкиот просперитет на пониските класи значи раснечки просперитет и за елитите. Тоест, денешниот припадник на работничката класа на Западот живее подобро од што живееле благородниците пред 2-3 века. Додека истовремено економскиот просперитет на пониските класи значи поголема безбедност од грабежи, киднапирања и убиства за побогатите класи. Инаку речено, високоинтелигентните елити, кои станале елити по пат на барем делумна меритократија, имаат капацитет да согледаат дека тие придобиваат повеќе доколку на рајата и овозможат услови таа да живее послободно, поудобно и поразвиено, додека нискоинтелигентните елити, кои речиси по правило станале елита по пат на насилство, имаат капацитет единствено да видат дека доколку им ги одземат имотите и плодовите на трудот на рајата, тие, елитите, ќе бидат оние кои ќе го уживаат благодетот на тие имоти и продукти. Но тие ја немаат способноста да ги согледаат неостварените потенцијали кои би се оствариле доколку и овозможат на рајата таа да делува слободно во систем каде што се гарантираат имотните права и индивидуалните слободи. Ова е впрочем причината зошто балканските народи општествено-политички, економски, технолошки и научно заостануваат за Централна и Западна Европа. Второ, додека претходни статии укажуваат дека најсиромавите класи во една држава придобиваат од редистрибуција, неодамнешни податоци покажуваат дека државите со повисок когнитивен капитал
поефикасно ги редистрибутираат јавните добра, како здравство или еколошки бенефити. Додека Кенворти и Мекеел сугерираат дека постојат податоци кои укажуваат дека високо интелигентните поединци се склони да учествуваат во бојкоти, петиции и да гласаат на избори. Инаку речено, поинтелигентните индивидуи се посклони кон граѓанската ангажираност. Трето, вообичаен аспект на општествата со високо ниво на економски диспаритет е кога продуктивните ресурси се одлеваат кон прикладни намени, резултирајќи во неправилно распоредување на ресурсите во економијата, така наречениот феномен на рентиерство. Државите во кои рентиерските активности се проследени со корупција, подземни активности и владина бирократија, имаат тенденција да основаат институции кои ги занемаруваат имотните права и економските слободи. Националните институции кои на економските агенти не им овозможуваат поголеми слободи и слобода на избор, можат да доведат до нееднаква дистрибуција на приходите и богатството. Во контраст, владеачките елити во државите со повисок когнитивен капитал се посклони да поддржуваат редистрибутивни мерки, бидејќи поинтелигентните луѓе демонстрираат помала предпочитливост за помали непосредни награди наспроти поголеми одложени награди. Така, докажано е дека интелигенцијата е противпропорционално поврзана со корупцијата и распространетоста на сивата економија, а правопропорционално поврзана со обезбедувањето на финансиските ресурси на приватниот сектор. Канаваза нуди образложение за врската помеѓу интелигенцијата и редистрибутивните мерки, предлагајќи дека поинтелигентните поединци се повеќе склони кон здобивање со и присвојување на еволутивно новитетски претпочитанија и вредности кои нашите предци не ги поседувале. Грижата за непривилегирани туѓинци кои не се дел од заедницата како крвни роднини, припадници на племето или редовни деловни партнери, се очигледно еволуциони новитети. Раните луѓе, кога се ширеле низ светот, живееле во групи од околу 150 поединци и оттука не поседувале алтруистички вредности кон туѓинци и странци. Големите држави во кои живеат етнички разнолики населенија и политички системи кои одгледуваат инклусивни агенди на развој, се еволуциони новитети. Моделот на Канаваза од тука би можел да прогнозира дека поинтелигентните индивидуалци се посклони да присвојуваат еволуционно новитетни грижи за добробитот на генетски неповрзани туѓинци и подготвеноста да придонесуваат поголеми делови од приватните ресурси кон добробитот на овие туѓинци, одошто се помалку интелигентните поединци. Ова може би го објаснува постојаното заостанување на Балканот во однос на Западна Европа и неуспехот на југословенскиот проект од 20. век. Бидејќи тука и покрај слоганите за братство, единство и меѓуетнички соживот, карактеристичната особина на овие држави е постојаната борба за хегемонија и надвласт на известни етнички групи врз останатите. Понатаму авторите заклучуваат дека изненадува тоа што постои негативна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и стапката на невработеност, бидејќи нискоинтелигентните држави имаат ниски плати, од што би се очекувало тие да привлекуваат индустрии и услуги од високоинтелигентни држави, што би требало да резултира во високи стапки на вработеност. Најверојатното образложение зошто очигледно ова не се случува е тоа што населенијата на земјите со низок коефициент на интелигенција не се способни да произведуваат продукти и услуги доволно ефикасно за да се надпреваруваат на меѓународните пазари во споредба со населенијата на земјите со висок коефициент на интелигенција, со што тие ја губат предноста на своите ниски цени на трудот. Авторите понатаму укажуваат дека постои негативна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и поседот на природни ресурси. Како можно образложение, тие предлагаат дека е можно поседот на природни ресурси да гаи услови кои се благонаклонети за рентиерство и пролиферација на регулативи и корупција. Алтернативно,
Може би е коинциденција тоа што голем број на држави со изобилство на природни ресурси во нафта исто така имаат ниски национални коефициенти на интелигенција. Студијата понатаму открива негативна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и распространетоста на сивата економија, исто така позната како црна, неформална или подземна економија, дефинирана како целото пазарно законско производство и сите пазарни законски услуги кои намерно се сокриваат од властите. Сивата економија е нелегална затоа што таа го избегнува плаќањето на даноци. Авторот на студијата сугерира дека населенијата со повисок коефициент на интелигенција се посклони кон придржувањето до законите кои ја забрануваат сивата економија. Резултатот е конзистентен со повисоките стапки на корупција и криминал во земјите со низок коефициент на интелигенција. Авторите нудат табела со која се утврдува и позитивна корелација помеѓу процентот на населението со коефициент на интелигенција од 115 и повеќе и предприемачките вештини, прифаќање на ризик, самоувереност во организациони вештини за започнување бизнис, иновација на продукти и процеси. Корелацијата помеѓу националниот коефициент на интелигенција под 85 е пониска и укажува дека способноста на когнитивната елита со коефициент на интелигенција од 115 и повеќе го прави најзначајниот придонес кон стопанските дејности и економската благосостојба. Ова може би го објаснува историскиот скептицизам на српските или југословенските елити, почнувајќи со Никола Пашич кон слободно пазарното уредување. Националниот коефициент на интелигенција исто така има позитивна корелација со едноставноста на бирократскиот процес за стопанственисување, како регистрирање на имот, добивање на заеми, спроведување на договори и решавање на неликвидност. Авторите тврдат дека повисоката интелигенција на креативното малцинство ја створа инфраструктурата за стопански иновации. Студијата дава позитивна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и продуктивноста и покажува дека продуктивноста се зголемува нелинеарно на повисоките нивоа на способност, укажувајќи дека овие диспропорционално ја поттикнуваат националната продуктивност. Во однос на когнитивните постигнувања, авторите истакнуваат дека висок коефициент на интелигенција е предуслов за интелектуални успеси, па нормално е да се очекува позитивна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и овие индекси. Авторите се повикуваат на постигнувањата од полето на науката и технологијата како индикатори на интелектуалните успеси. Според Гелад, технолошките постигнувања ја посредуваат врската помеѓу коефициентот на интелигенција и богатството, или со други зборови, високоинтелигентните нации генерираат повеќе технолошко познавање, кое води до поголема благосостојба. Тие понатаму даваат табела која дава корелација од 0,63 помеѓу националниот коефициент на интелигенција и интелектуалната автономија, која се дефинира како во култури кои нагласуваат интелектуална автономија, поединците се охрабруваат да творат и иновираат и да следат своји сопствени идеали. Авторот прогнозирал дека културите кои ја вреднуваат интелектуалната автономија треба да имаат високо производство на патенти, што пак промовира економски развој. Оваа прогноза била потврдена со корелација од 0,71 помеѓу интелектуалната автономија и приходот по глава на жител. Во подглавието за политички институции, авторите заклучуваат дека националниот коефициент на интелигенција е позитивно поврзан со демократијата. Главниот исклучок тука е Кина, која и покрај тоа што поседува висок национален коефициент на интелигенција, не е демократија. Авторите ни укажуваат дека сите земји немаат еднакви прилики да воспоставуваат и одржуваат демократски системи. Тие даваат студии кои потврдуваат дека националниот коефициент на интелигенција има позитивна врска со демократијата во комбинација со политичка слобода,
економска слобода како продолжение на личните избори, доброволни размени, право на собственост, слобода на изразување, едноставноста на бирократскиот процес за стопанственисување и владење на правото и гаранција за законска заштита на личноста и имотот, слобода од беда, слобода од закани по личната безбедност, слобода за самоизразување и контрола врз личниот живот, слобода од дискриминација на расна, етничка, полова или верска основа, институционален квалитет. Тие даваат табели со негативна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и опсегот на корупција, според индексот за перцепција на корупцијата. Тоест, државите со висок коефициент на интелигенција имаат помалку корупција. Потравке 2012 година предлага дека населенијата со повисок коефициент на интелигенција имаат подолги временски хоризонти кои им овозможуваат да ја одолеваат на корупцијата. Во подглавието за карактерност, авторите даваат табели со кои се воспоставува позитивна корелација за 10 азијски држави помеѓу националниот коефициент на интелигенција и ниска временска предпочитливост, дефинирана како предпочитание за поголема придобивка во иднината, одошто непосредна помала придобивка, или во психолошка смисла, капацитет за одложување на задоволството. Во оваа студија, ниската временска предпочитливост се мерела преку одговорите на прашањето: дали предпочитате $3,400 овој месец или $3,800 идниот месец. Бирањето на втората опција индицира ниска временска предпочитливост или во психолошка смисла иднинска ориентација, одложено дисконтирање и капацитет за одложување на задоволството. Образложението на авторите за тоа зошто високоинтелигентните нации имаат ниска просечна стапка на временска предпочитливост е дека ниската временска предпочитливост генерира поголеми заштеди и залихи на финансиски капитал. Во мета студија од 24 студии е покажано дека ниската временска предпочитливост, капацитетот за одложување на задоволството, има корелација од 0,23 со коефициентот на интелигенција. Конечно, авторите укажуваат на позитивна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и временската предпочитливост, бидејќи потеклото на земјоделието укажува дека високоинтелигентните нации ја развиле агрикултурата порано и поддржувајќи ја тезата на Мајзенберг и Вудли, дека агрикултурата селектирала за иднинска ориентираност и долгорочно планирање, кои се асоцирани со интелигенцијата и високата животна историја. Во однос на содејството помеѓу коефициентот на интелигенција и либерализмот и конзерватизмот, авторите укажуваат дека можеме да предвидиме дека треба да постои позитивна корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и либерализмот. Тие ја ползуваат дефиницијата на Каназава, според која либерализмот е грижа за добробитот на генетски неповрзани туѓинци и подготвеноста да се придонесуваат поголеми пропорции од приватни ресурси за добробитот на таквите туѓинци. Поопширно, пишуваат авторите, либерализмот може да се дефинира како комплет на вредности кои вклучуваат сочувствителни ставови кон сиромавите, невработените, имигрантите, криминалците, алкохоличарите, наркоманите, ментално ретардираните, заболените со сида, толеранција кон хомосексуализмот, проституцијата, како и за лица со поинакви ставови, поддршка за абортусот, отсуство на почит за авторитети и отсуство на верба во религијата. Конзерватизмот се состои во држењето на спротивните вредности. Каназава 2010 има покажано дека либерализмот е поврзан со интелигенцијата. Тој изнесува дека оние кои се самоидентификувале како многу либерални
имале детски коефициент на интелигенција од 106,4, додека оние кои се самоидентификувале како многу конзервативни, имале детски коефициент на интелигенција од 94,8. Авторите нудат студии според кои националните коефициенти на интелигенција се позитивно корелирани со прифаќањето на хомосексуализмот, а дека тие се негативно корелирани со полова нееднаквост. Истовремено, авторите даваат студии според чии заклучоци приврзаноста за религијата е во негативна корелација, минус 0,6, со националниот коефициент на интелигенција. Како што забележавме погоре, корелацијата не подразбира каузација. Моje мислење е дека овие студии потврдуваат дека и високо интелигентните луѓе се склони на индоктринација. Имено, доколку единствениот комплет на информации кои ги добива интелигентно дете кое минува низ 16 или 20 години државно образование, бидејќи високоинтелигентните речиси секогаш се во најмала рака високо образувани, подкрепено со постојана културна и медиумска пропаганда дека теоријата на еволуција е установена наука, дека не постои врска помеѓу хомосексуализмот и педофилијата, дека нема биолошка, психолошка и интелектуална разлика меѓу половите, дека нема никакви негативни последици доколку им се помага на незаслужните, или доколку се легализираат и промовираат проституцијата, промискуитетот, вулгарноста и абортусот, и доколку тој индивидуалец живее во ехо комора во која нема толеранција за поинакви мислења, не е веројатно дека тој интелигентен поединец ќе може да дојде до поинакви заклучоци. Во таа смисла, поинтелигентните поединци се во понеповолна ситуација, бидејќи тие поминуваат од 4 до 8 и повеќе дополнителни години во образовни институции кои што шират идеолошка пропаганда. Во прилог, кога тие влегуваат на пазарот на труд, тие повторно живеат одвоени од реалниот живот, работејќи изолирани на факултети, во новинарски редакции, управни одбори и слично. За разлика од нив, помалку интелигентните поединци кои не се квалификуваат за високо образование, се изложуваат на реалноста на светот и тие своите ставови ги градат врз основа на мудроста на нивните старешини, како и на она што тие го искусуваат, а не на основа на идеолошки мотивирани теоретски трактови на професори кои живеат во изолација. Тука би додал дека авторите испуштаат еден сериозен историски факт. Општествениот развој на Централна и Западна Европа бил тесно поврзан со Римокатоличката црква и нејзината образовна дејност. Имено, теоријата на студени зими, која ќе ја дискутираме поподробно подоцна, предполага дека народите кои еволуирале во постудени предели природно биле селектирани за висока интелигенција како производ на тешките животни услови. Меѓутоа, она што се коси со оваа теорија е фактот што народите кои живееле во постудените предели на Европа, односно германите, келтите и словените, развојно заостанувале во споредба со народите од медитеранскиот басен, се до нивното стапување во контакт и покрстувањето на првите. Римокатоличката црква одиграла клучна улога во цивилизирањето, организирањето и дисциплинирањето на овие народи, како и во створањето на нивната работна навика, општествена доверба, колективна одговорност и ниска временска предпочитливост. Впрочем, не постојат никакви историски докази за некаква висока цивилизација на просторите на Централна и Западна Европа, се до христијанизирањето на овие народи. Истовремено, од крајот на предхристијанската антика, се до периодот на просветлувањето, сите европски мислители, научници и филозофи биле верни христијани. Ова сугерира дека атеистичката определба на високоинтелигентните луѓе на денешницата не е вроден дел од нивната висока интелигенција. Дотолку повеќе, сугерира дека Римокатоличката црква успеала да го материализира интелектуалниот потенцијал на централно и западноевропските народи, учејќи ги максимално да го ползуваат својот разум. Што се однесува до негативната корелација помеѓу религиозноста и интелигенцијата, тука би го додал феноменот кој го споменува Фридрих Хаек во Патот до крепосноста,
наречен ароганцијата на интелектот. Високоинтелигентниот човек кој примил извртено и површно толкување на христијанството, а научни докази за природните појави, несомнено ќе изгради став на ароганција кон веронауката, која тој ќе ја смета за суеверие на простите маси. Од тука јас прогнозирам дека како производ на општествените промени кои се моментално во тек, во 2028 година соодносот помеѓу коефициентот на интелигенција и либерализмот и конзерватизмот и атеизмот и религиозноста ќе се смени во корист на конзервативизмот и религиозноста. Студии за врската помеѓу националните коефициенти на интелигенција и расна и етничка припадност покажуваат дека националните коефициенти на интелигенција се значително негативно корелирани со процентот на муслимани. Темплер во 2010 година докажал дека средната вредност на коефициентот на интелигенција во муслимански држави е понизок одошто во немуслимански држави. 80,7 за 31 држава со 80+% муслиманско население, наспроти 86,3 за 165 немуслимански држави. Оваа негативна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и процентот на муслимани, Темплер делумно ја припишува на високиот процент на роднински бракови кај овие населенија. Фарид и Асфал соопштуваат од студија спроведена во Индија дека децата родени од брак помеѓу крвни роднини регистрираат коефициент на интелигенција понизок за 24 бодови во однос на децата од неистородни бракови. Авторите нудат студии кои даваат позитивни корелации помеѓу националните коефициенти на интелигенција и процентите на протестанти и католици. Според преовладувачката теорија за развојот на коефициентот на интелигенција на етничките групи, климата е еден од клучните фактори. Интелигенцијата на нациите нуди серија на студии кои ја сумираат врската меѓу националните коефициенти на интелигенција и климата. Интелигенцијата на нациите нуди серија на студии кои ја сумираат врската меѓу националните коефициенти на интелигенција и климата. Според овие, востановена е негативна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и температурата, тоест националните коефициенти на интелигенција се повисоки во земји со пониски температури. Студијата дава табела од која се гледа негативна корелација од минус 0,87 помеѓу националните коефициенти на интелигенција и температурата за време на врумското глациско ледено доба, кое се одвивало пред 30.000 до 11.700 години, покажувајќи дека населенијата со повисок коефициент на интелигенција од Европа и Североисточна Азија искусиле пониски температури за време на овој период. Студијата нуди друга табела која покажува позитивна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и температурниот опсег и го припишува ова на поголемите когнитивни захтеви на широкиот опсег на температури низ годината. Според студијата, постои негативна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и годишното количество на дожд. Авторот предлага дека високото годишно количество на дожд промовира раст на растенија и изобилство на храна, кое што придонесува кон животен стил кој не е когнитивно захтевен и оттука нискиот коефициент на интелигенција. Авторите тврдат дека потребно е повисоко ниво на интелигенција за изнаоѓање на методи за иригација на фарми и одгледување на добиток во аридна земја. Авторите даваат низа други податоци кои укажуваат дека монотоната клима која произведува изобилство на храна од диви растенија е тесно поврзана со нискиот коефициент на интелигенција. Овие резултати ја потврдуваат тезата на студени зими на Ричард Лин, која предлага дека повисоката интелигенција еволуирала во студените предели како адаптација на поголемите когнитивни захтеви за опстанок, како потребата да се лови дивеч кој е тежок за лов и правењето огин за солништа и облека потребни за преживување на ниските зимски температури. Оваа теорија е поддржана од низа други,
меѓу кои и Раштон и Темплер и Стивенс, и е дополнително поддржана од трудовите на Еш и Галп, кои покажале дека за време на еволуцијата на Хомо за изминатите 2,8 милиони години, 52% од зголемувањата на големината на мозокот можат да се припишат на промени во температурата, а 22% на постудени екосистеми пооддалечени од екваторот. Просто речено, разноврсната клима бара повеќе размислување од човекот. Студијата укажува дека постои позитивна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и приморието, а негативна корелација помеѓу националните коефициенти на интелигенција и отсуството на крајбрежје. Овие резултати се конзистентни со наодите на Колиер и Подел, кои укажуваат дека државите без пристап до морето имаат пониски бруто домашни производи по глава. Како што гледаме, националните коефициенти на интелигенција се значителен определител на низа општествено посакувани исходи, како приход, здравје и среќа. Оттука би било пожелно да се покачат националните коефициенти на интелигенција. Тука дискутираме како тоа да се постигне, дали е веројатно дека ќе се постигне и како производ каква е веројатната иднина на националните коефициенти на интелигенција. Постојат 5 можни стратегии за зголемување на националните коефициенти на интелигенција. Овие се околиски, преку подобрување на прехраната, подобрување на здравјето и подобрување на образованието, и генетски, преку позитивна еугеника и негативна еугеника. Во однос на првите 3 стратегии, авторите укажуваат дека јадењето месо е еден од клучните фактори за подобрување на коефициентот на интелигенција. Протеините и животинските масти се навистина добра храна за мозокот и тие му помагаат подобро и почисто да размислува. Ова значи дека би било мудро да се регулира, па дури и да се забрани вегетаријанската и веганската пропаганда како антиопштествена. Во однос на здравјето, тука најмногу се мисли на искоренување на детски заболувања кои му штетат на развојот на интелигенцијата. А во однос на образованието, авторите сугерираат подобрување на квалитетот. Бидејќи главниот фактор во коефициентот на интелигенција е генетиката, тоест високоинтелигентните родители произведуваат високоинтелигентни деца, додека нискоинтелигентните родители произведуваат нискоинтелигентни деца, еугениката е примарен начин на кој може да се подобри националниот коефициент на интелигенција на една држава. Авторите образложуваат дека ваквиот пристап бил релативно добро прифатен до Втората светска војна и го даваат примерот на Сингапур како единствен пример на нација која водела политика на позитивна еугеника во втората половина на 20 век преку охрабрување на високоинтелигентни родители да раѓаат повеќе деца. Според студиите на Лин и Ван Ховен и Јелет Вихтерс од 2010 година, Сингапур е највисоко рангираната нација на светот по коефициентот на интелигенција со резултат од 108, додека според актуелната студија на Лин и Бекер, Сингапур има резултат од 106. Негативната еугеника подразбира обесхрабрување на ниско интелигентни лица од размножување преку отстранување на финансиски поттици како социјална помош или преку стерилизација. Во однос на нивните прогнози за иднината на националните коефициенти на интелигенција, авторите се песимисти. Особено поради тоа што нискиот коефициент на интелигенција позитивно корелира со наталитетот, додека обратното важи за високиот коефициент на интелигенција. На ова тие го додаваат преовладувачкиот позитивен став кон социјалната помош и масовните мигрантски движења од нискоинтелигентни нации во високоинтелигентни нации, кои инстантно ги спуштаат националните коефициенти на интелигенција и на земјите кои ги прифаќаат мигрантите и на земјите од кои тие потекнуваат, бидејќи овие луѓе ги представуваат повисоките интелектуални класи на своите татковини,
и заклучуваат дека како што интелигенцијата ќе продолжи да расне во Кина и да опаѓа во Европа и Соединетите Американски држави, Кина е во најповолна позиција да избие како светската суперсила во втората половина на 21. век. Значи, она што можеме да го извлечеме како заклучоци од студијата на Лини Бекер во однос на Македонија е следново. Прво, коефициентот на интелигенција на владеачката класа е најголемиот фактор за општествениот развој на една држава. Второ, историското заостанување на балканските народи веројатно е производ на високата временска предпочитливост на овие народи, односно на нивните елити. И трето, падот на националниот коефициент на Република Македонија од 91 на 82 помеѓу 2010 и 2018 година, веројатно е производ на ефектот на забрзување на негативната селекција започната по балканските војни и се поголемото влијание на албанците и муслиманите врз македонската држава, кои заедно со ниско интелигентните македонци ги шират корупцијата, непотизмот и подривањето на демократските институции. Пред да продолжиме со дискусијата, полезно е да се спомне дека според студијата на Едвард Датон и Майкл Будли, насловена На крајот на нашиот ум, At Our Wits End, глобалниот коефициент на интелигенција е во пад веќе подолго време. Нивната теза е дека глобалниот коефициент на интелигенција раснел од распадот на Римското царство се до индустријската револуција. Од тогаш наваму, благодарение на технолошкиот развој кој ја намалува потребата за решавање на проблеми, медицинскиот развој кој им овозможува на послабите и неспособните да обстојуваат, како и на омекнатиот однос кон девијантите, дегенериците и криминалците, кои своевремено редовно биле бесени, забивани на кол или фрлани во огин, а денес се рехабилитираат назад во општеството и им се овозможуваат прилики да се размножуваат, глобалниот коефициент на интелигенција е во надолна линија. Клучно е да се запази дека високиот коефициент на интелигенција може да се спушти, но нискиот не може да се качи. Тој може само да се истреби преку демографска замена. Високо интелигентниот народ може да се принуди и да се истренира да се однесува ниско интелигентно. Но ниско интелигентниот човек не може магично да стане поинтелигентен, дружејќи се со и правејќи ги истите работи што ги прави умниот, односно разумниот човек. Меѓутоа, високиот коефициент може да се спушти преку сличен процес на дисгеника, каде што паметните се истребуваат преку нивно гонење од заедницата и ограничено и опаѓачко размножување. Она што е клучно во однос на резултатот за Македонија е дека тој пред се укажува дека македонската држава и народот кој живее во неа се однесуваат согласно со поведенијата на народите со низок коефициент на интелигенција, без разлика дали тие навистина станале помалку умни, а поглупави. Факт кој што не може да се утврди поради недостатокот на податоци добиени директно од тестови на интелигенција. Во завршната пресметка, не е важно дали населението на Македонија има повисок или понизок реален коефициент на интелигенција, важно е дека тоа се однесува како население кое поентира 82 на тестови на коефициентот на интелигенција. Тука една забелешка, 85 е минималниот коефициент за прием во американската војска. Ако забележиме дека тоа е коефициентот на интелигенција својствен за третосветските, блискоисточни, латиноамерикански и африкански нации и дека своевремениот маршал на Југославија, другарот Тито, беше основач на движењето на неврзаните и самопрогласен лидер на третиот свет, нема да е неразумно ако се посомневаме дека можеби сето ова не е коинциденција. Во суштина, резултатот укажува за продолжената дегенерација и деградација на македонската нација, која е производ на негативната селекција, дисгеника, која се спроведува во Македонија
од Балканските војни до денешен ден. Коефициентот на интелигенција на владеачката класа е најголемиот фактор за општествениот развој на една држава. Претходно во дискусијата согледавме дека коефициентот на интелигенција на интелектуалната елита на една држава е пресудниот фактор за општествено-политичкиот и економскиот развој на таа држава. Она што ни станува јасно по детална студија на македонската историја е дека во македонското општество меритократијата владеела само во периодот на историското ВМРО. Претходно на тој период, како и потоа, со Македонија управуваат воинственички племиња како протобугарите, србите и турците или манипулативните византиски грци. Додека грците биле и остануваат високо интелигентен народ, нивниот морален компас се понеметил некаде во доцната антика. Поради тоа, тие ги загубиле традиционалните цивички вредности на древните, својствени на европските народи, и ги замениле со вредностите на двојна моралност, својствени на блискоисточните народи. Како производ, нивниот однос кон народите кои се населиле на Балканот по кризата од 3 век бил и останал експлоататорски. Додека немаме податоци за коефициентот на интелигенција на протобугарите, србите и турците обично се рангираат пониско на листите за национални коефициенти на интелигенција од македонците. Во книгата Македонија, нејзините народности и нивната иднина, авторот Браилсфорд ги опишува бугарите, меѓу кои ги става и македонците, како поинтелигентни, потрудолюбиви и пострпеливи, ниска временска предпочитливост, одошто турците, србите и албанците. Во своите мемоари, Крсте Петков Мисирков пишува дека во раниот 20 век европејците започнале да ги нарекуваат бугарите, меѓу кои биле вбројувани и македонците, пруси на истокот. Доколку ја прифатиме историската реалност дека Македонија била и останува под управа на туѓинска власт, конкретно Вардарска Македонија како српска покрајна, во која се поголемо станува албанското влијание, тогаш можеме да заклучиме дека македонската политичка, општествена и интелектуална елита е исто така дел од овие пониско интелигентни народи. Секако, од естетски и практични причини, оваа елита е збиберена со понекој етнички македонец, но тој го добива своето место во елитата токму како производ на својата ниска интелигенција. Како производ, нивниот коефициент на интелигенција е капак на колективниот коефициент на интелигенција на македонската нација и е клучот за успехот или неуспехот на македонската држава. А тоа е впрочем резултатот кој авторите на студијата и го даваат на Република Македонија. Историското заостанување на балканските народи веројатно е производ на високата временска предпочитливост на овие народи. Способноста на поединец да го одложи своето задоволство со цел да добие подобар резултат во иднината е еден од индикаторите за неговата интелигенција. Овој тест укажува на способноста на таа личност да ги контролира своите импулси, но и да гледа 1, 2, 3 или повеќе чекори во иднината и да действува согласно со помудриот избор. Од историска гледна точка, по распадот на оригиналното Римско царство, Балканот, со еден или два исклучоци, е плен на амбициозни лидери чии што примарен објектив бил освојувањето на територија, голата плячка и сопственото кронисување за император или идол. Поради тоа ретки биле и ретки остануваат случаите на веле држави кои преживеале подолго од 2 или 3 генерации. Она што е клучно да се забележи е дека елитите кои управувале и продолжуваат да управуваат со Балканот се ниско интелигентни луѓе со кратки временски хоризонти кои што не можат да ги концептуализираат сопствените придобивки и придобивките за своите наследници кои би биле последица на нивното одречување од плячката како основен метод на богатење и присвојувањето на порамноправни односи засновани на доброволна меѓусебна соработка. Како производ на нестабилноста, која е неминовен придружник на овие нарцисоидни империалистички процеси, Балканот
постојано заостанувал и продолжува да заостанува во својот општествен, политички, технолошки, научен и економски развој во однос на другите европски региони. Единствената разлика помеѓу минатото и сегашноста е што во минатото, докај 50-те години на минатиот век, плячката била класична, а денес е малку пософистицирана. Имено, во минатото државниците, односно оние кои го поседувале оружјето, буквално ги грабеле имотите и плодовите на трудот на македонското селанство, притоа силувајќи ги жените и палејќи ги селата. По Втората светска војна, или поточно по расколот меѓу Тито и Сталин и почетокот на финансиската помош од Запад, југословенските власти стануваат принудени да ги препакуваат своите плячкашки методи со цел да делуваат цивилизирани пред светот. Бидејќи доторот на странски пари зависи од површински хуманото поведение на властите, тие мораат отворената плячка и тортура на населението да ја претворат во перфидна игра на поробување на народот на отворено. Додека во минатото народот бил крепосник, сега народот е заложник, а власта е букмейкер кој бере провизија од странските пари наменети за развој кои се слеваат во државата. Балканските елити, поради ниското ниво на нивниот интелект, се неспособни да видат дека би било многу по-полезно за нивните објективи, кои се наводно градење на силни држави, да се одречат од плячката, да го ослободат народот и да дозволат оформување на вистинска меритократија, која би придонела кон засилување на нивните држави и креирање на вистинска лојалност на рајата кон власта. Падот на националниот коефициент на интелигенција на Република Македонија од 91 на 82 меѓу 2010 и 2018 година веројатно е производ на ефектот на забрзување на негативната селекција започната по Балканските војни и се поголемото влијание на албанците и муслиманите врз македонската држава, кои заедно со нискоинтелигентните македонци ги шират корупцијата, клиентелизмот, непотизмот и подривањето на демократските институции. Иако до известна мера е точка на несогласување, очигледно е дека интелигенцијата е наследна особина, која се пренесува од родителите на своите деца. Од студиите од минатото можеме да забележиме дека коефициентот на интелигенција на Македонија бил повисок од коефициентите на интелигенција на Албанија и Србија, две нации кои активно действуваат според нивните територијални претензии кон Македонија. Србите, знаеме, се владеачката структура во Македонија од Балканските војни на наам. Истовремено, историски албанците со исклучок на ромите го поседуваат убедливо најнискиот коефициент на интелигенција во регионот, а во изминатата деценија тие стануваат се повлијателна демографска група во Македонија. Карактеристиките по кои се прочуени албанците – корупција, низок БДП, полова нееднаквост, ниска стапка на писменост, ниска стапка на вработеност, непочитување на цивилни институции и слично, се фактори кои имаат корелација со ниската интелигенција. Зголеменото албанско влијание во Република Македонија е еден можен фактор за падот на националниот коефициент на интелигенција на државата. Нискиот коефициент на интелигенција на албанците се потврдува кај Лин и Бекер во нивната анализа на резултатите од тестови на интелигенција во Србија, каде што муслиманите од Нови Пазар поентираат 80 бодови, а оние од Косовска Митровица и Приштина 76. Секако, не смее да се занемари ефектот на политиката на негативна селекција, која во Македонија се спроведува од Балканските војни до денешен ден. Имено, со известна доза на сигурност тврдам дека двете најинтелигентни генерации на македонци биле генерациите околу Илинденскиот период и големата војна, а по нив следи пад кој се забрзува од генерација на генерација. Тука повторно треба да направиме дигресија и да ја опишеме теоријата на студени зими, која се обидува да го образложи развојот на интелигенцијата на народите. Имено, станува збор за многу проста и логична теза која претполага дека животната средина влијае на развојот на интелигенцијата. Додека народите кои што живеат во тропските предели немаат потреба да планираат на долги патеки, бидејќи живеат во изобилство на храна,
Народите кои што живеат во предели со студени зими се принудени да изнаоѓаат решенија за преживување на зимата. Бидејќи кај нив, природата дава род за значително пократок период од годината. Според оваа теорија, средноземноморскиот басен представува идеален предел за развој на интелигенцијата, бидејќи едногодишниот род ги принудува тамошните населенија да планираат на долги патеки, но умереноста на климата им дава можност да ги развиваат луксузните општествени гранки, кои ги представуваат културата, науката и филозофијата. Народите кои што живеат во екстремно студени предели и покрај тоа што се принудени да изнаоѓаат решенија за проблемите кои им ги налага природата, не можат да се посветат на ништо друго освен на голата преживувачка. Според оваа теорија, Балканот представува идеален географски регион за развој на високоинтелигентно население. Од тука античките грци. Но од доцната антика наваму, Балканот интелектуално заостанува во однос на Западна Европа. Образложението за ова е распадот на римскиот систем и неефективната програма на цивилизирање на новонаселените словени од страна на византиските грци. Имено, додека образованието не ја зголемува интелигенцијата на поединците, тоа им овозможува на оние кои поседуваат висок и средно висок интелект да го ползуваат својот талент. Отсуството на образование представува пречка за брз и ефикасен пренос на мудроста и знаењето здобиено од претходните генерации, како и од интелигентните луѓе од друга област. Образовниот систем во Македонија бил ефективно непостоечки од распадот на оригиналното Римско царство, па се до средината на 19 век, кога благодарение на унијатски и протестантски мисии во југоисточните предели на Македонија, започнале да се основаат основни училишта. Стравот на Русија дека ќе ги изгуби симпатиите на словенското население во Македонија придонел до основањето на бугарската екзархија, која што заедно со грчката пропаганда во Европска Турција започнала интензивна програма на образување на македонското селение, вклучително и воведувајќи систем на класични гимназии. Ваквиот развој на настаните му дал прилика на постоечкиот македонски интелектуален потенцијал, развиен во поволните услови на Балканскиот полуостров, да дојде во употреба. При тоа произведувајќи ја илинденската и последователната генерација. Меѓутоа, првиот чекор на новата српска власт во Македонија по Балканските војни и Првата светска војна бил да се затворат сите екзархиски училишта. Се до средината на 30-тите години на минатиот век, образованието во првата Југославија плански било реткост. Во прилог на ова, во истиот период од Вардарска Македонија били иселени околу половина милион македонци, или македонски бугари според тогашната номенклатура, повеќето од нив високо интелигентни луѓе кои во своите нови домовини станале стопанственици, доктори, адвокати, воени старешини, новинари и политичари. Ништо подобро не било ни за периодот на Нова Југославија, кога се вовел комунистичкиот систем. Систем кој во секој поглед се коси со природните закони на светот. Комунизмот е апсолутно антиинтелектуален систем, особено ако прифатиме дека интелигенцијата во нејзината најосновна форма е способноста за решавање проблеми, затоа што комунизмот одбива да ги решава проблемите и налага идеолошко толкување на реалноста. Класна борба меѓу експлоататори и експлоатирани, без да ја прифати реалноста дека во живиот свет спонтано се формираат хиерархии на способности. Например, знаеме дека за време на комунизмот, дури и на медицинскиот факултет во Скопје, наставата по марксизам доминирала пред наставата по медицина и дека решавањето на животните проблеми, како простата преживувачка, по пат на национализација на земјиштето и петгодишни планови, била институциализирана и одземена од рацете на обичните граѓани. Во овој период, најинтелигентните поединци, кои во високоинтелигентните општества би били избирани за лидери, биле ликвидирани, затворани, шиканирани и изолирани од општеството. Размислувањето со сопствен ум било забранувано.
Тука ќе понудам дискусија од Лини Бекер за образовните системи во субсахарска Африка, од која лесно можат да се согледаат паралели со македонскиот образовен систем, зачнат во Титова Југославија, а одржан во живот до денешен ден. Делумно образложение за позитивната корелација помеѓу националниот коефициент на интелигенција и образовното достигнување се чини лежи во нискиот квалитет на учителствување во повеќето од субсахарска Африка, документирано од Бол, Филмер, Мартин Молина и други, кои ја опишуваат својата студија вака. Во секое училиште за време на претходно најавена посета, по пат на ждрепка беа изберени по 10 учители од наставничкиот персонал. Најмалку 10 дена по првата посета беше спроведена ненајавена посета, за време на која инспекторите беа замолени да одредат дали избраните учители биле присутни во училиштето, а доколку биле, дали држеле настава во училница. Обата извештаи беа засновани на директна обсервација на учителите и нивната местоположба. Во совкупен просек, 44% од наставниците беа отсутни од нивните училници, или поради тоа што беа отсутни од училиштето, или присутни во училиштето, но не во училница. Дотолку повеќе, нивното присуство во училница не беше гаранција дека тие држат настава. Спроведовме обсервации во училници како дел од нашата сондажа, забележувајќи го детално поведението на наставникот за случајно одберени часови од 4-то одделение по математика или јазик. Процентот на лекции кои беа изгубени како производ на ненаставни активности варираше од 18% во Нигерија до 3% во Уганда. Во просек, учениците добиваа настава од 2 часа и 46 минути на ден, или грубо, половина од предвиденото време. За предмети од јазичната област, формално го дефиниравме минималното познавање за настава како поентирање на најмалку 80% на јазичен тест. Само 7% од јазичните наставници го пресретнаа овој минимум. Наставник по математика беше дефиниран дека поседува минимално познавање за наставник, доколку поентира најмалку 80% на задачи кои се содржани во наставната програма за 4-то одделение. Само 15% можат да решат сложен математички вербален проблем. Речиси, 1/4 од учителите не можат да одземат двоцифрени бројки, а речиси 1/3 од учителите не можат да помножат двоцифрени бројки. По повеќе од 3 години задолжителна настава по странски јазик, 4 од 5 ученици во Мозамбик и Нигерија не можат да читаат прости зборови на португалски и англиски. Само 1 во 4 индиски четвртоделенци можат да решаваат задачи како просто одземање, кои се дел од наставната програма за второ одделение. Грубо, половина од учениците во Уганда по 3 години настава по математика не можат исправно да распоредуваат бројки меѓу 0 и 999. Понатамошно образложение за ниското образовно достигнување во субсахарска Африка може да е тоа што во некои држави учителите бараат секс или пари од своите ученици во возврат за позитивни оценки. Ова е описот за Централната Африканска република од страна на Бангуи, кој пишува: наставниците ги злоупотребуваат своите ученици или изнудуваат пари во размена за добри оценки, одобренија за матурирање или за учебници. Учениците имаат прекар за ваквата предаторска пракса. Сексуално преносливи оценки. Ваквата пракса не е погодна за добро образовно достигнување. Јас со леснотија го препознавам моето лично искуство во македонскиот образовен систем, а само неискрениот дискутант може да тврди поинаку. Конечно, според Риндеман, Сейлер и Томпсон, коефициентот на интелигенција на интелектуалната елита, врвните 5%, има поголемо влијание врз националните постигнувања одошто коефициентот на интелигенција на просечниот граѓанин. Значи, доколку имаме ниско интелигентна интелектуална елита, која својата општествена позиција ја остварила по пат на насилство, налигавење, кодошење, подмитување и курвање, тогаш националните постигнувања ќе бидат огледало на способноста на таквата елита. Меѓутоа, дали сето ова го објаснува падот на коефициентот на интелигенција од 9 бодови помеѓу 2010 и 2018 година?
Мојата теза е дека збиднувањата помеѓу 1912 и 1991 година, заедно со демографската промена во Македонија, речиси целосно го објаснуваат овој пад, бидејќи македонското општество не прави никаква суштинска промена на курсот на својата политика по 1991 година, а негативните трендови имаат тенденција да влезат во фаза на забрзување. Неоспорлив факт е дека научно-општествената елита, како и образовниот и државен систем на Македонија по независноста, се наследени од претходниот период, а нивното штетно влијание врз општеството постепено се забрзува како производ на инерција. Сведоци сме на трагично ниското ниво на интелигенција на македонската официјална интелектуала, на сеприсутната корупција, особено во образованието и државната администрација, која го кородира секој елемент од македонското општество. И најважно од се, како производ на отворањето на архивите на УДБА, знаеме дека продолжил прогонот на противниците на системот која промовира негативната селекција. На еден или друг начин, најинтелигентните македонци продолжуваат да се прогонуваат, шиканираат и изолираат од македонското општество, или уште потрагично, по пат на притисоци од службата, придружувајќи се на синџирот на корупцијата, и тие започнуваат да се однесуваат како ниско интелигентни поединци. Во ситуација кога во Македонија има се помалку луѓе кои се подготвени да се однесуваат како високо интелигентни лица, бидејќи таквото поведение значи казна, лесно може да се дојде до заклучок дека падот на македонскиот национален коефициент на интелигенција за 10% во рок од 8 години е само производ на забрзувачкиот ефект на програмата која се спроведува во Македонија повеќе од 1 век. Од тука, и македонското прашање останува нерешен проблем. Македонската држава се предводи од поробителите на македонскиот народ и противници на решението на македонското прашање во полза не само на македонците, туку воопшто за доброто на Балканот и пошироко. Решението на македонското прашање како што е предложено од ВМРО, а најконцизно артикулирано во книгата Македонија, Швајцарија на Балканот, од актерите захтева релативно високо ниво на интелигенција, бидејќи придобивките кои ги нуди можат да се остварат само по согледување на исходите и последиците кои следат по 2 или 3 чекори. Таквото нешто е невозможно, се додека со Балканот управуваат ниско интелигентни копита, кои фактички можат да го концептуализираат само она што го гледаат. Доколку ви се допаѓа нашата содржина, ве молиме да го лајкувате ова видео, да го споделувате на вашите социјални мрежи и да се зачлените на нашиот YouTube канал. До следниот пат, до гледање.